Убав ден за нашето училиште, за нашите ученици. Денес го комплетираме спортскиот комплекс на спортски игралишта во нашето училиште, почнувајќи од балон салата, па имаме повеќе наменско игралиште предодредено за ракомет, за кошарка, за мал фудбал. Тука имаме тениско игралиште, во салата имаме исто така понуда за кошарка, за гимнастика, за се она што го нуди спортот. Како училиште сме преблагодарни на она што ни го возможува локалната самоуправа, начело со градоначалникот. Соработуваме долги години и на плот на таа соработка е овој спортски комплекс кој денес го комплетираме. Меѓутоа имаме и уште проекти кои што ќе ги реализираме во еднина, а тука имаме наспроти нас еден парк кој треба да го уредиме, за кој што веќе имаме изработено 3D проекција, која што ќе ја видат граѓаните на Прилеп и се надевам дека ќе им се допадне. Како уште еднаш да повторам, ја пренесувам радоста на нашите ученици, на нашите родители и посакувам на сите други училишта во градот да го добијат, да го имаат она што го имаме ние во Гоце Делчев, а нашите ученици долги години наназад се одолжуваат на достоинствен начин со тоа што нашето училиште е второ по успех во Македонија. Денес радоста е голема кај учениците, исто така кај родителите, кај наставниците кои работат колективот и секако кај спортските ентузијасти, бидејќи на почетокот од учебната година локалната самоуправа ги почести учениците тука и сите спортски ентузијасти во овој дел од градот со едно прекрасно мултинаменско игралиште кое ќе се користи за повеќе спортови, и за мал фудбал, и за кошарка, за ракомет и за други спортови. Тоа е во дворното место на училиштето и беше во договор со училишниот колектив, значи родителите, децата, професорите, наставниците, па и спортистите. Со ова училиштето добива еден прекрасен спортски комплекс со балон сала, мултинаменско училиште, тениско игралиште и затворена сала. И навистина спортистите во градот треба да се радуваат со овој прекрасен спортски комплекс, бидејќи покрај тоа што ќе се користи во текот на учебните денови и часови по физичко, ќе може да користат тука сите спортски ентузијасти кои живеат во околината на овие населби, па и од градот Прилеп. Иначе нема да завршиме со инвестиции тука. Ова училиште добија овие 10 години на голема трансформација. До сега се вложени над 800.000 евра инвестиции во училиштето. Комплетно е внатре уредено, надворешниот дел од училиштето е уреден, сменета е дограмата. Меѓутоа нема да престанеме тука. Секако продолжуваме со инвестиции во ова училиште. Нареден крупен проект од локалната самоуправа ќе биде уредуван на левата страна кога влегувате во училиштето. Ќе биде еден прекрасен зелен парк, парковски површини со водени површини и детски игралишта, кои исто така ќе служат за децата не само од училиштето, тука е во близина и градинката, меѓутоа и за сите деца кои што се во околината на оваа населба. Тоа ќе започне во текот на ова година да се гради, наредната година на пролет ќе биде готово и секако се надевам дека Министерството за образование ќе ја исполнат својата програма која е ветена за ова училиште во тековната година за реконструкција на тоалетите вецината, проект вреден 5 милиони денари, а влезен во програмата на Министерството за образование. Со ова се завршува еден голем циклус на инвестиција во ова училиште. Понатаму ќе остануваат и некои ситни работи, подобрување на инвентарот, тековни работи, што тековно ќе се работат, меѓутоа слободно можам да кажам дека учениците, родителите кои што ги пуштаат учениците, наставниците кои работат во ова училиште ги добиваат најубавите и најсовремени услови за работа и учење не само во Прилеп, туку и во Република Македонија. Денеска сме овде присутни по повод спортскиот ден на основното училиште Гоце Делчев, да го обележиме овој ден за развој на училишниот спорт и на спортот во град Прилеп воопште. Борењето е еден од основните спортови воопште од постанокот на човештвото. Не постои спорт во кој што нема елементи на борењето и борењето е најкомплексен, меѓутоа најдобар спорт за сите млади генерации и потребно е што е можно поголем број на деца да се занимаваат со овој спорт. Не мора професионално, нека биде рекреативно, меѓутоа да го запознаат. Мене омилен спорт ми е кошарката и овде сме дојдени да играме со турнири вака со други, со училишта. Ја најмногу сакам да тренирам кошарка и го обожавам тој спорт.
Јас ја сакам најмногу спортот кошарка и вака мило ми е што училиште е отворено игралиште, вака да можеме да играме. Нас е многу мило што се отвора вакво игралиште во Гоце Делчев. Јас најмногу сакам да играм кошарка и ракомет. за образование при општини Трет, господин Мараматак, меѓутоа и на нашите родители и сите оние кои што гравитираат во место. Ова е за се оно што сте направили до сега. Советник за образование и гости. И со ова се заокружува овај голем спортски комплекс, че треба директорот да ги донамести уште рефлекторите за ова училиште од оваа страна, да можат спортските ентузијасти да го користат и во Федерацијата за Гоце Делчев.